101 приказна за волшебства и авантури. Четврта приказна. Поразот на Химера. Старогрчки мит. Зошто Белерофон беше принуден да се бори со толку ужасно чудовиште? Па еве што се случило. Пред некое време Белерофон бил гостин во палатата во градот Тиринт и таму ја навредил кралицата Станебеја. Таа сакала одмазда, па затоа го преколнувала својот маж, кралот пред. "Сакам да го убиеш Белерофон." "Не можам," ја одговорил. "Знаеш дека боговите ни забрануваат да ги повредуваме нашите гости." Тој малку помислил, па потоа нашол решение. "Ке му доделам невозможна задача. Никој никогаш не преживеал борба со Химера." И така, нашиот јунак замина со својот моќен помошник. За кого зборуваме? За Пегас, се разбира. Само што стигна на планината каде што се криеше Химера, ја видоа како летна на кај нив блуејќи оган и тресејќи ја својата опашка. "Има само еден начин да изгасиме оние пламења," си помисли Белерофон. Тој го збодна конјот кон земјата од каде што зеде неколку грудки олово и ги стопи. Потоа одлета кон облаците, право кон Химера која ја отвори својата уста за да го изгори. Но нашиот јунак беше побрз и го истори оловото во нејзината уста. Оловото веднаш се зацврсти и губи чудовиштето. Благодарение на оваа победа, пред му прости на Белерофон кој доживеа уште многу авантури со својот неразделен пријател Пегас. Доколку сакате да ги прочитате другите приказни, оваа книга можете да ја набавите во просветно дело.